ако се предвидувањата и на агенциите кои во минатото знаеме дека се блиски до ВМРО, или дел од нови агенции кои се блиски до СДСМ, кои разликата е околу маргините, меѓу едните и другите. На грешката. Да, статистичката грешка плюс минус 3%. Јасно е дека, имајќи го предвид и Донтовиот модел, спецификите на регионите за кои говориме, тоа е шестиот регион, каде што ДУИ досега доминираше, претендираат покрај СДСМ и алијансата на албанците заедно со алтернатива да биде победник. На крај, ако сумирате, ако се 5-3 СДСМ БЕСА наспрема ВМРО ДПМН, остануваат уште 12 други мандати да се поделат. Дали ДПА ќе има еден мандат? Дека заради искуството на Тачи и начинот на кој ДПА ги концентрира своите гласови, ДПА може да освои еден пратеник и другите ќе ги поделат меѓу себе. Ќе биде 6-5, да, ќе ги поделат да. И тамо ќе биде тесто, затоа што очигледно дека е ова изборна трка е баш мртва трка, заради тоа што и албанската опозиција во овој момент има сериозни шанси за прв пат после подолго време да биде сериозен конкурент на владеачката ДУИ. И со таа поддршка што имаше 15.000 гласови повеќе во третата изборна единица Силјановска, во мандати 11-9. би било 11-9. Во 2016 имаше ВМРО 20.000 гласови повеќе во тројката, па пак беа два мандати разлика. Така што мислам дека заради она што јас го следам во третата изборна единица, активноста на носителот на листата од преземањето на функцијата генерален секретар на СДСМ, тоа е Љупчо Николовски, повеќе води кон тоа да СДСМ биде поблизок до 10-10 отколку да биде 12-8. Затоа што третата изборна единица, имајќи во предвид дека останува според мене крајно неизвестно во четвртата дали некој ќе има предност или ќе остане, тамо е забетонирано 2016, 10-10. Иако едните или другите имаат мала предност, мислам дека во четвртата изборна единица исто така шансите се подеднакви. Одлучувачки ќе биде првата изборна единица, дали СДСМ ќе зголеми разликата која да речеме во онаа симулација која и вие правевте минатата година беше 10-9 за СДСМ, дали ќе успее во овој период кога Скопјани, половината од Скопје по своите викендици, Охрид, Маврово, на другите места ќе се вратат. Но да бидеме реални, во Скопје има и барем според она што можеме да го почувствуваме, еден дел од популацијата која што е разочарана од СДСМ и која што треба да реши дали ќе остане дома или ќе излезе и ќе гласа. Токму така. Делот оние кои го поддржуваа СДСМ на претходните избори, кои беа дел од коалицијата за граѓани за Македонија или дел од Шарената револуција, заради судирот со они во изминатиот период, очигледно дека може да бидат одлучувачки каква ќе биде разликата во Скопје во полза на СДСМ. И на крајот, според ова анализа што ја правиме, ако за шестка се согласивме дека ќе биде анулиран или не со тројка, тогаш испаѓа дека изборите ќе ги одлучи втората изборна единица и петата изборна единица според мене.